многу е дегутантно ова со платите на работниците или најниската плата во Македонија, кој што е мизерни 400 евра, кои што не вредат ништо. И ми се чини дека со право и дури можеби и порано требаше, според мене, ја би одел и порадикално, синдикатите протестираат барајки да се зголеми минималната плата. Значи, они бараат нешто што е најнормално, бараат нешто што го бараат сите синдикати во светот, посебно сега во овие турбулентни години, кога стварно ја видовте, ви покажав чарт, економијата оди надоле, а цените во маркетите одат нагоре, луѓето се обидуваат да обезбедат средства, основни средства за преживување. Минималната кошничка е над 1000 евра, сега нема држите за збор дали е 65, дали е 66.000 денари за четворица, доколку поседуваат, значи доколку имаат свое место за живење, ако рентат место над 80.000. И тоа се само основните потреби за живот. Значи тука нема, во тие пари нема никаков луксус, нема инвестиции, нема купување на скапа храна, скапа облека, тоа што носи нашиот премиер, нели, 1000 евра на себе. Да не зборуваме за неговите прекрасни, најубави часовници и така натаму. И, значи, практично, тоа што го прават синдикатите не може да не биде нормално. Од озгора на се, нашата минимална плата е најмала во регионот. Значи, буквално сме балканското дно. Буквално, условите за живот стануваат неподносливи во нашата држава. Минималните плати се далеко поголеми во скоро сите држави. И луѓето се искочија на протести. Што е според мене нормално. Би било чудно на вакви ниски плати, на ваков негативен однос кон работниците, на вакво штитење на крупниот капитал, вакво поврзување со олигарсите од страна на партијата на власт. Би било чудно да не протестираат. Дори пак ќе речам, јас да бев во таа улога на синдикати ќе протестирав порано. И они наместо да седнат да преговараат, или тоа е трипартитен систем, работодавачи, работници и владата. Наместо да седнат да разговараат со нив, да бараат решенија, да покажат, да речеме, некаков човечки однос, да покажат некаква загриженост дека нешто сакаат да помогнат на работниците, бидејќи голем дел од базата на гласачите кои што ги освои Мицко во изборите за Гога Сорос и за Македонија повторно горда со Гога и Македонија повторно твоја со него, најголемиот дел беа пензионерите и овие работници. И сега он оди жестоко против работниците, ги навредува, тоа биле политички собери, не знам што било, не знам како било. Окей.